Знаете дека Слободен печат секогаш ги поддржува уметниците и она кое што се нарекува нивна борба да опстанат во ова општество, се разбира и да се покажат надвор во светот денеска. Во студиото имаме еден уметник, мултимедијален уметник, кој што своето дело ќе го изложи утре вечер во Бифет Афталиче. Сме зборувале веќе за овој неконвенционален изложбен простор. Овој пат во студиото Игор Станоевски, ака Игиман мен, како и да е, добре дојде во Слободен печат. Добро, ве најдов, здраво, живо. Драго ми е што ќе зборуваме за твојата изложба која што се нарекува Кратка хронологија, така името на изложбата? Да. Зошто вакво општо и не посебно име, туку само описно Кратка хронологија? Па, обично името нели треба да го објаснува производот по некои правила. Добро, ама многу е форма формална идејата, затоа што сликарството е неконвенционално, а и селекцијата на дела, значи станува збор за една хронолошка мислена естетика која што се провлекува низ повеќе серии у едно 6 години. Некогаш во 6 години може авторот да биде многу плоден, некогаш може да биде малку, меѓутоа кога е многу има доволно материјал за една приказна. Така. И сега она што не го кажав во почетокот во најавата, еве сега ќе го дополнаме, тоа што е интересно за тебе, тоа што нели мултимедијален уметник, значи не значи само во ликовната уметност, ти си академски скулптор, меѓутоа си и музичар, текстописец, аранжер, продуцент, значи се занимаваш и со музика, се занимаваш и со ликовна уметност, односно скулпторството. И она што мене ми е интересно е да им објасниме на гледачите дали има допирна точка. Затоа што многу пати со ликовни уметници, кога сум зборувала за другите уметности и нивната, обично музиката е таа која што инспирира во позадина. Значи си слушаат музика додека сликаат. Како за тебе? Каков е спојот кај тебе во однос на тие две уметности? Па, вака, значи тоа мултидисциплинарен или мултимедијален. Прво беше пошто човекот нели е медиум по себе, а и формите на изразување, па сега кога се јавија нови медиуми, премина нова дефиниција мултидисциплинарен. За допирните точки често ме прашуваат и ги има, меѓутоа вака како да ви објаснам, како за мене барем беше, додека, да речеме, некои колеги си пуштаат музика и си слушаат додека работат на ликовното дело пред себе. И јас сум го правел истото, меѓутоа малце е поинаку кога ја разбираш музиката или кога можеш да го поделиш мозокот, сакаш и да анализираш што прават таму во аудио снимката, истовремено да местиш фокус на визуелното дело пред себе на кое што работиш. И мислам секако дека има допирни точки и поклопување, меѓутоа прво има као ѕидови неколку што ќе ги срушиш, па после собата станува отворена и иста има допирни точки. Има и од тоа и од тоа. Така. И сега да се вратиме малку на изложбава утре вечер. Таа ни е фокус, меѓутоа ќе зборуваме и за други работи. Селектирани дела. Да. Како селектираш? Па, кои се критериумите? Што е пресудно? Прво се поврзани со физичкиот простор и со условите, значи со можностите на просторот колкав е. И после тоа зависи од идејата селекцијата, нели? И сега кога се работи на конкретна серија, имаш едно истегнување на идејата, особено ако на чесен начин се работи со многу скици и вистинско истражување, сакаш да провериш од каде до каде све можеш да ја растегнеш во однос на опусни изразни елементи, колорит, боја, големина, форми, референции од минатото сликарство и дела, колку треба да бидат присутни, колку новата форма или концепт што си го нашол и сакаш да го имплементираш. Така да мислам дека секоја изложба си носи своја логика, која ќе се соберат сите фактори кои што одлучуваат како треба да се селектираат делата, меѓутоа за оваа конкретно гледав баш еден ликовен пат и по нешто специфично што имало низ повеќе серии во овие 6 години, кај што се откостив од сликање. Имаше некои парчиња, има конкретно, да речеме, беа изложени во Германија, во Реда Виденбург градот, таму правев 2 изложби, 3.
И тука не стигна да ги изложам, не дојдоа на ред, затоа што веќе имав нови 30 на дела, па од нив морав да селектирам за во КИЦ во 21 година. Така да, една синтеза од убави работи, од нешто што не добило внимание или наредени низ една временска хронологија, кај што едно до друго поинаков контекст даваат на работа и на време и на развој на идеја. Вака кога ќе заврши процесот од веројатно идеја до реализација, кога го создаваш едно уметничко дело, колку си критички свесен за тоа што си го изработил, колку знаеш да кажеш, обично уметниците знаат да направат например песни да стават у фиокова, не е за тоа. Како оди кај ликовната уметност? Имаш ли моменти кога сакаш да ја пресликаш? Да, има моменти, да, тоа вака во ортодоксниот свет се рачуна како голем криминал, како нешто недозволиво, али имам некои парчиња јас така, дури што сум ги изложил и забележал и ја гледам дома и некои линии ми се појавува и не можам да издржам и на крај ќе ја лупнам на штафела и ќе ја присликам. Али имаш право, тоа е затоа човек треба нонстоп нови да прави за да не се ги шкраба старите, али дури да си преплавен со нови, некогаш некој ќе ти остане у глава дека сега поинаку го гледаш. Исто и со музиката, зависи од песна до песна. Знаеш како, со песните некако, пошто кога ги изведуваш и ги свириш у временска рамка, се тие, нели? Поинаку е целото искуство, затоа што еднаш како ќе ја отсвириш од почеток до крај, ако осетиш дека е завршена и дека тука има само како да се облече, да се накити, нели, со аранжман, продукција, атмосфера, визуелна, ако се прави спот или што и да е. Со сликата не е баш така. Затоа што цело време е таа како отворена приказна и додека не по мене у оние слики кај што сум стигнал да знам дека не сме веќе уште една линија не трпи на нив, тие ми се final. А ова све друго, ако е околу мене, не му се знае судбината. Може Добро. Тоа значи дека имаме еволуциски развој покрај тоа. Не зборувам сега за технички развој на уметникот, колку се усовршува. Значи, зборувам за, нели, колку повеќе свириш, колку повеќе вежбаш, толку си подобар интерпретатор. Меѓутоа, ова е нешто друго. Различни мисли, затоа пробувам да најдам некако да ги разберам и да ги спојам дали има тука еволуција, развој, креативен развој, каде што до тука си размислувал на еден начин, од тука размислуваш на друг. Значи, мора да има некој таков процес. Не може да си ист секогаш, нели? Создадени сме да се развиваме, па и креативно. Ја да ти кажам, не сум ист ни во текот на еден ден, мислам дека има 2-3 главни, уште толку споредни ликови, кој како земе контрола на телото, тоа е, и на умот. Вака, значи, ме замисли сега малку. Ти вика, може да трае муабетот ви толку. Може да трае, може. Знаеш како, процесот е, предпоставувам и од автор до автор и од возраст и од декада до декада во некои работи различен, али во некои работи е многу ист за секого. Има некои колеги со кои што ја не се согласувам дека уметноста така треба да биде, односно патот на процесот како се спрема изложба, како се вади од себе ликовно дело или мисла, значи и техниките, нели, се нешто кое што се развива, у смисол имаш ренесансна техника, имаш импресионистичка техника, имаш техники еден тон, имаш јаглен техника, имаш оштри криви линии, рапаво, мазно, тоа све подразбира некоја техника, меѓутоа техниката сама по себе без да има некој тематски контекст, емоционален, значи некоја техника треба да се залепи во емотивниот систем на авторот и да биде тесно залепена со некоја емоција или чувство покомплицирано кое што се отвара кај него во главата и мисловен процес. Зошто ја одбира таа техника? Пошто мораш од сите слободни техники ќе бираш
најблискиот ти бидат оние кои што за кои си најталентиран, најлесно ти одат, кои што сите сме мрзливи по природа. А второ е тие што ќе направат емоционален импакт кога ти ги приметуваш како состојба, како појава и сакаш да ги употребиш во некаква естетска функција. И сега у моментот дека тоа така тебе те допира и зошто те допира, тоа е склоп на мисли, чувства, минато искуство, асоциација, значи ако нешто рапаво за тебе е страшно, за некој може да биде среќно искуство, така зидот дома. Така. Тебе некој ти јакнал главата, од зид си се изграбал и тие не икеш рапаво да видиш и после значи, такви слики нема да сакаш да купиш. Така да, тоа е природен пат, меѓутоа ја имав среќа да научам многу од еден сликар кој што сега е починат, Дане Капевски, кој што ми беше како ментор и он ме воведе во светот на модерното сликарство и на истражувањето. Како процес, истражувањето е техника за себе. Значи, додека ти не се расфрлаш на 100 дела, не изгубаш 100 хартии, не пробаш 20 комбинации од бои, од алатки со кои што ти малце ќе избегаш од тоа што стандардно го правиш секој ден. Или форми, или тематски, или ќе влезеш во некоја длабока символика, или во некоја теза која што ќе биде од мисловен карактер, меѓутоа во твојата глава ќе најдеш визуелен јазик како би се споила со сето тоа. Значи, пред да има филмови овакво, режисери биле така, сликарите и нарацијата на филмот била тие дела, капели или што правеле од религиозна тематика, од митолошка и така натаму. Така да процесот у суштина е ист, времето у кое што се наоѓаме, техниките, алатките се други, ама патувањето мора да се изоди, истражувањето мора, инаку ќе завршиш како еден несреќен случај кој што се копира сам себе си и убавите работи од минатото кој што ги направил и ќе останеш заглавен таму. Што не би го посакал на ниеден автор, особено кој е плоден и има мисловен процес у главата, струја. Така. Тоа значи дека не треба да има надпревар помеѓу суштината и формата, мора да кореспондираат, нели? Затоа што многу пати е дискутирано, особено уметниците знаат да спорат за тоа дали е знаеш како на прашањето што е прво јајцето или кокошката, дали е поважна суштината или формата. Мора да кореспондираат. Јас бар така мислам. По мене не е надпревар, него е борба. Борба у која што они органски ќе се спојат и ќе најдат можност да бидат дел од една унија, од еден систем, кај што се го нашле причинско-последичното меѓусебно врзување, знаеш, како еден систем. И тогаш осеќаш дека е готова работата, осеќаш дека ти е готова изложбата, можеш слика две да улепшаш, да излечеш тенка линија негдека, нешто попедантно, меѓутоа клапнато е, знаеш, тоа вака и во музика, и во свој албум која снимаш или било која друга работа, предпоставувам, пошто, нели, сме мултифункционални суштества, се осеќа кога ќе, ама тоа е честно кога ќе се заврши работата, кога ќе дадеш време, па тие 15-20% плюс од тоа до 30 што си рачунал дека ќе ти одземе време, па се замрсило негдека нешто што си мислел дека е лесно заглавило, кај комплицираното отишло овакво и тоа е секогаш различно, како облаците што се различни кои ги гледаме или зајди сонцето, меѓутоа принципот и процесот е исти. Сега дали у 12:35 крц ке удри звончето или во 2 не се знае, ама мораме сите да го почекаме звончето. Пошто фалично на крај ќе искочи работата ако не сме доиздржале на 95% лоудинг. Да. Супер, интересен начин на размислување. Да, така викаат. Така викаат и други. Сум слушна. Супер. Знаеш што, ај малку за условите. Ај малку да направиме, еве се изложувал и надвор од Македонија. Можеме ли да направиме паралела за тоа какви се условите за еден ликовен уметник да се развива тука и надвор? Да, ќе го споменеме и моментот на социјалните мрежи, интернетот, она што веќе можеш да се поврзаш со светот и на многу полесен начин, не мора физички да се оди таму, меѓутоа како во ликовната уметност функционира тоа? Дали ви помага или не ви помага?
колку сте поотворени за изложување надвор, колку е подостапно, колку можеш полесно портфолио да покажеш надвор свое, колку си подостапен? Вака, сега за надвор тоа е малку апстрактен поим која ќе се каже надвор, затоа што, да речеме, и самата Германија, ја кај што имав можност да изложам надвор и регионално тука негдека на балканските земји, има една политика на ликовната култура и на пазарот таму, пошто таму има пазар затоа што има поголема бројка на население и производство и кеш. Така да колку поголем пазар, толку поголема потрошувачка, нормално. И не, има и психологија, знаеш, има и психологија на пазарот. Тоа го има и во уметноста, има пазарни правила и бизнис правила кои што се потешкиот дел од работата, што подразбира презентација на трудот, нетворкинг мрежи, правење на контакти и продажба, дистрибуција и така дале, како сите други луѓе. И ова е работа која што треба да се затоа сакам да зборуваме за. И сега некои правила што важат за Германија, не важат за Франција или за Амстердам, за Македонија поиште помалку. Меѓутоа, мислам, за прашањето, често сум размислувал за ова каде е подобро да се развиваш. Мислам дека за развој и за истражување, тука дека е, можеш за кратко време да направиш најголем напредок отколку на било кое друго место, затоа што некогаш во недостатокот на условите и на непазарна средина имаш можност у креативност и да не мораш од 18 години, од 20, ако мораш да имаш фиксни трошкови по 2.500 евра, сите идат на работа, мораш секој ден, тука се денгови и се лежи, такво ни е поднебието. И како уметник можеш да бидеш во една привилегирана ситуација, кај што најголемиот луксус, времето и денгубењето тука е ефтино и е достапно за сите. И ако го искористиш тоа да удриш максимум форшпил, у смисол на себе развој на ефтини материјали, на ниски трошкови за живот и така дале, едно 10 години да удриш у производство на дела по 50 по 100 секоја година и после 10 години со 2000 дела, ако се добри, можеш да најдеш менаџери и да го искористиш пазарот за продажба надвор. Мислам надвор дека има повеќе пазар и е подобро за продажба, а за развој и за инвестиција у себе, дека од Македонија и од сиромашна земја нема подобро. Да. За уметник. Супер. Значи уметникот треба да е гладен за да создава подобро или не гладен, него треба да биде во џоболеварска средина кај што е достапен хуморот, кај што е достапно времето, денгубењето. Тоа така изгледа, да речеме, еден човек која проектира у глава некоја идеја или ќе тргне од да размислува од една точка, например, рентген снимка. И сега како изгледа таа рентген снимка. Сега таму ќе види некои линии, некои колорити, некој овакво и ама го има времето за да биде доволно откачен и не притиснат од тековни притисоци и систем кој што нон-стоп ќе го тера во ритмичко репетитивно движење, кај што он ќе нема можност да помисли, да поврзе две работи од различен свет. Добро, ама при тоа што ќе екзистира? Па во Македонија можеме да бидеме невработени, да се искачаме на кафе, Како? да имаме викендици и станови сите, а во исто време да бидеме сиромашни. Значи тоа е еден Twilight тука малце зону, кој што сите сме и богати и сиромашни во исто време и сме четвородимензионални суштества, како во тој мултиверс на Доктор Стрендж, и тука можеме да ја правиме уметноста, пошто ваква средина магија се случува. Инаку кај што све е предвидливо, не можеш ни швалерка да имаш надвор од орденери, нели? Да. А тука све е у хаос, све е така ликвидно и тоа е медина и мека, тоа е за уметник, мислам дека не може на подобро место да биде. Колку и да звучи вака неконвенционално. Скрос неконвенционално звучи, ама ти верувам. Ама на дело математика е математика, знаеш, никој не ја победил до сега математиката. Да. Така да,
Тоа се мои заклучоци сега, не знам, праша некој друг уметник, може друго. Може друго ќе каже. Добро, интересни гледишта пативме. Добро, знаеш што? Изложбава. Нели, неконвенционален простор. Подраго ти е така да изложуваш или сакаш, не знам, сето тоа да е официјално во музеј, музејски простор, изложбен простор, или не ти менува многу? Затоа што од практични причини, нели, кој што кажа, има ограничување, меѓутоа пак има некоја друга драж, има нешто... Види сега, тоа е исто како да ме прашаш, тебе ти менува од баба ти сармата која ќе ја пробаш и после бифтек во некој елитен ресторан. Да, поише ја сакам сармата од баба ми. Па види, од тој аспект, да, ја повеќе најблизок, најбитен ми е блискиот контакт со луѓето и очите кои што ја впиваат и ја анализираат или ја гледаат твојата работа. У смисол, просторот некогаш во голем простор, во тие големи, да речеме во Европа што ги има простори за изложување, музеи и така натаму, секој галериски си носи, види, си носи тоа убаво, кој не би сакал да биде ставен на најпрестижно место со формат 4 метра, кај што доаѓа кралицата и му вика дај ми автограм, не знам, размислам да ја кажеш. Немам време. Сите би го сакале тоа. Меѓутоа не значи дека некогаш има повеќе душа и убави работи се случуваат и импактот кој што сака, пошто ако си чесен во оваа работа ќе признаеш дека сите се бориме колкав импакт ќе оставиш кај луѓето. Ако им влезеш со твојата работа и со твојата естетика внатре во микросветот на луѓето и они само те запамтат како нешто убаво кое што сакаат да го конзумираат, тоа е целата борба. А после сето тоа статусно колку ќе носи, како ќе кошта, сето тоа има некој општествен карактер, реален карактер, математички ваков таков, кој што неминовно вака или така во некоја форма ќе се манифестира себе си. Меѓутоа по мене, јас во што го правам, мене ми е битно да стане дел од вкусот на луѓето, она што го правам естетски, и они да имаат желба да го конзумираат. И сега начини можеш на различни да стигнеш до тоа, или не може провизорно да биде супер простор, а да биде формална изложба, да дојдат 5-6 другари или луѓе кои што сакаат да вметнат некој културен настан во редоследот, во распоредот нивни, па после ќе отидат на концерт, па ќе така колку да се пројде нешто. А некогаш ќе го направиш тоа во еден кафич, кај што ќе се соберат 50 или 30 или 40 луѓе, ама сите се љубители на ликовна уметност. И тука сите ќе имаат некакво мислење, некаков муабет и ќе биде богата со содржина, со емоции и со значење изложбата, така да зависи кога како. Добро, нема правило. Океј, нека биде таква богата утре изложбата во бифета Вталиџе. Ајде пред крај само уште да кажеме што правиш на музички план. Па на музички план, само што завршимав настап концертен на Котон Блуз фестивалот, 25-та година. Повремено издавам на YouTube каналот по некоја неиздадена снимка. Имам снимено 4-5 албуми до сега. Се надевам дека ќе снимам 26-та нов, има материјал. Имам едно изненадување кое што го припремам, еден дует со двајца пејачи на македонски песна, која што после Нова година се надевам дека со мојот пријател и продуцент Ивица Јанкуловски ќе ја завршиме у студио и ќе ја пуштиме. Инаку станува збор за дуето на Пијан Славеј со Калина Кали. Со Кали, супер. Да. Убав спој, ми се сија. Добро, да, супер. Ја ќе се трудам малце да ги пратам со гитарата, како што Добро. треба. Секогаш вака викам, уште едно прашање, уште едно, за крај нека биде ова. Дали би советувал тука дете да се занимава со уметност? Па ако има желба да се бори 20-30 години и да крши врати и ѕидови и има борбен карактер и знае дека може да има
многу аплаузи, да има малку пари, може да има многу пари, а да нема среќа и задоволство, да има депресија. Немој да е позитивно да заврши. Ако сака, не, пошто треба да бидеш спремен, знаеш, за да бидеш доктор, треба да бидеш спремен дека ќе ги гледаш болните луѓе и дека ќе ти биде жал и дека со тоа ќе треба да се справиш. Во уметноста има некои други тешкоти и работа и се додека е свесно и навистина го сака, тој нема проблем да направи одредена жртва у животот, секако дека би го посоветувал. Меѓутоа, ја имав среќа да имам многу добри професори особено во средното уметничко, кои што вака не гледа и вика деца кога ве гледаме, бевме по 8, 10, 12 деца во паралелка, вајари, сликари, сите во посебни. И памта мојот професор Ангел Нацевски вака ми вика, ве гледам сите како сте на купу, 3-та година работите, се дружите, си помагате. И вака солзи вика ми доаѓаат, пошто знам дека само еден од генерација најверојатно или двајца преку сила ќе останат да се бават со ова. Или со нешто слично на ова. Оваа среќа дека е толку чиста и убава, ама толку моментална, него му го кршеше срцето. Ама па се освежуваше со нови деца секоја година. Добро, ја за среќа пак вака кога си правам интервјуа ги имам тој едниот што успел, така да може да оставиме некоја така позитивна порака за оние кои што навистина ќе сакаат да се борат. Уметноста е убава и животот е убав, така да ја мислам дека секогаш фокусот на човекот ќе биде насочен према убавината, така да доколку секој дете што ќе осети внатрешен повик и ќе се осети дека за него нема ништо друго освен уметноста, треба да се насочи таму. Меѓутоа, ако мисли дека не му е доволно битна за да се откаже од све друго за неа, подобро да ја третира како хоби, како нешто со кое што ќе ужива, а да не му стане проблем во животот, по мене. Така е хеп историја. Да, фино завршивме оптимистички. Супер, фала ти многу што одвои време, иако знам дека беше во гужва. Успешна изложба утре, нека има многу љубов. Фала многу. Ете така, па се гледаме за убави работи. Се гледаме. Вам ми благодарам за вниманието, како и секогаш препорачувам да останете со Слободен печат.